Добро утро. Добро утро. Како си, Дедо Мраз? Добро е, вие како сте? Добри сте? Одлично, ако не е студено, меѓутоа можеме да издржиме. Добро, одлично. Дедо Мраз, како и секоја година, доаѓа кај дечињата и носи подароци на тие што биле послушни дечиња. Има поголеми подароци, а и тие што не слушале, ќе слушаат следната година, па ќе добијат и тие убави подароци. Колку писма доби Дедо Мраз оваа година? Дедо Мраз добива многу писма и на хартија и имейлови. Не можеме сите да стигнеме да ги прочитаме, ама се обидуваме. Да. Што најчесто се посакуваат дечињата? Децата посакуваат реални желби, значи сакаат играчки, сакаат на радости и такви работи. Родителите и тие имаат желби, ама кај не се така малку по нереални, сакаат некои поголеми работи, но сепак мислам дека е најважно родителите да си ги гушкаат и сакаат децата и да им пружат љубов и разбирање. Колку време патуваше Дедо Мраз до нашата земја? Дедо Мраз е тука околу вас, околу нас, секогаш е тука. Дедо Мраз е и во родителите, и во бабите, и во дедовците, и во тетките, и во иковците. Значи, Дедо Мраз секогаш е тука. Така да, тој ве гледа и преку лето, и на пролет, и на есен, а во зима доаѓаат подароци. Дали можеме ние денеска разговараме со најмодерниот Дедо Мраз? Не знам, најверојатно проценете сами во оваа ера на дигитализација и со видео пораки, може би е така. Јас слушнав за вас дека вие сте вистински мајстор кога станува збор за дронот. Дали е тоа навистина точно? Да, точно е така, да ви кажам, Дедо Мраз, кога не е Дедо Мраз, најчесто е преправен во летач на дронови, кој што лета ни цела држава наша Македонија, понекогаш и надвор. Тоа е една многу убава нова професија, убава работа, друга перспектива, значи гледано од друг агол. Се надевам и вие во македонската телевизија имате сега можности да ги користиме дроновите и да ја гледаме другата перспектива на... Дали тоа значи дека имаме сега поубава програма за разлика од минатото? Па да, со нова технологија имаме и ке имаме подобра програма, со тоа што се надеваме дека тие ќе ги прошириме, значи видици, ке со модерната технологија ќе имаме и подобра слика и нови трендови ќе пратиме, светски трендови и посакуваме македонската телевизија тоа брзо да го направи. Дечињата беа најумни дефинитивно оваа година? Да, децата се секогаш умни, нема лоши деца, има само лоши родители. Деца нема лоши. Така да сите ќе добијат подароци, кој поголеми, кој помали, важно ќе добијат. Дедо Мраз ја остварува секоја желба на дечињата? Да, сега. Да. Дедо Мраз ја остварува секоја желба и се ова прилика ја користам да ги поздравам, значи, сите жители на планетата, да им посакам среќни новогодишни божични празници, на народите и народностите во Македонија им посакувам многу здравје и среќа во новата година, додека на политичарите им препорачувам помалку политика, повеќе економија, а на новинарите и медиумските работници им посакувам подобри услови за работа и поубави и поредовни примања. И за крај уште едно прашање до Дедо Мраз, односно ќе го прашам Иване која е неговата новогодишна желба. Јас се надевам дека заедно ќе успееме да му ја ствариме, ќе му посакаме и на него и на сите наши гледачи среќна нова година, да ни бидат здрави и живи и да се дружиме повторно во наредната година. Така е, секако поздрав значи до водителите во студиото и екипата што ја реализира секој утро што ги реализира овие утрински јавувања и утринска програма. А слободно нека му пишат на Дедо Мраз подароците поделка. Благодарам многу на одвоеното време, Дедо Мраз. Се гледам во некоја наредна прилика, а сега ќе го поздравиме уште наш Ване и се разбира нашите гледачи. Ване, поздрав до тебе, се надеваме дека твојата новогодишна желба веќе имаш запишано. Ја пратиш до Дедо Мраз, затоа што нели се разбира се уште имаш време за остварување. Едно филозофско прашање до Дедо Мраз за крај, зошто на пример ако возрастните нели се лоши, има помеѓу возрастните лоши луѓе, да размисли за следната година да дава подароци на тие возрастни што ќе бидат добри, па може би ани така ќе ги мотивира сите во светот да бидат подобри луѓе за 2024 година. Може само ова прашање до Дедо Мраз? Ајде, Дедо Мраз, дали наредната година ќе делиш подароци на добрите, затоа што нели се случува да имаме и малку лоши луѓе, меѓутоа да ги мотивираме да бидат уште поуспешни во наредната година. Така, Дедо Мраз ќе дели подароци во наредните години,
А тие што не биле послушни и умни оваа година, се надевам дека ќе имаат можност да се поправат во следната година, така да ќе има и за нив по нешто. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Студио?